5:30 наутро беше часот кога го започнавме снимањето на ова издание на Луѓе и места. Откако пристигнаа сите учесници на зборното место во Скопје, со организиран превоз се упативме кон дестинацијата каде што ве водиме овој пат. По петти пат, планинарското друштво Макпетрол ја организира традиционалната тура символично наречена по патот на гасоводот. Ве водиме во Малешевијата, во нејзиниот Пехчевски дел, поточно во туристичката населба Равна река, од каде со над 200 планинари и рекреативци ќе се упатиме кон врвот Ченгино Кале, кој е најисточниот врв во Македонија. За рекреативците, тука се Малешевските водопади по течението на изворишниот дел на реката Брегалница. Предел на прекрасна недопрена природа која изобилува со импресивни шуми, како и голем број водотеци и водопади кои веќе се адаптирани како своевидна природна туристичка атракција. Временските услови на почетокот на оваа тура беа идеални за уживање во планина. И токму поради тоа, учесниците после поздравниот одговор од организаторите поитаа кон планинските убавини и чистиот воздух. На враќање ги чекаше планинарското гравче кое веќе се приготвуваше. Никола Доновски е еден од основачите на планинарското друштво Макпетрол и еден од организаторите на турите кои ги организира оваа друштво. Започнувајќи од 1983 година, влюбениците во природата и планинарењето од планинарското друштво Макпетрол редовно организираат планински тури низ целата држава, но и низ планините во регионот и Европа. 31 година како постои друштвото. На почетокот се разбира тоа беа едни акции кратки низ Македонија и најблиски интересни места во соседниве држави, а последниве 10 години веќе преземавме и акции подалечни и на повисоки врвови. Освен во Македонија, се движиме буквално секаде каде што можеме низ Европа. Да не ги набројувам во Бугарија, во Србија, Црна Гора, Босна, Словенија и секако Алпите, каде што веќе 3 пати сме се искачиле на Монблан, сме организирале искачување на Монблан. Љубовта кон планината е пресудна за некој да започне да планинари. Така било и во случајот на Никола. Тој на почетокот бил пасиониран влюбеник во скијањето, кое подоцна го надополнил со планинарењето во периодите од годината кога нема снег. Од тогаш до денес, тој ги организира ваквите тури. Еве, гледате и досега работам, учествувам, организирам акции и уживам во организирањето, во изведувањето, уживам во планината, во природата и порачувам на сите кои што можат, кои што сакаат да ни се приклучат нам или на некое друго планинарско друштво и да ја почувствуваат оваа убавина на природата, да се наслушат кон еден убав живот во природа, здрав живот, спортување во природа, било да се тоа еднодневни, дводневни или повеќе дневни, кои што некои се традиционални, има и републички акции, а другите настојуваме да одбереме интересни места и достапни некои на сите од 7 до 77 години, а некои на поискусните планинари. И сега им даваме можност, значи, на сите да одберат каде, на која акција ќе се вклучат. Можно е сега, последниве 2 години, ние веќе имаме еден организационен круг на луѓе кои што се способни да водат и
Сега веќе во еден викенд се случува да имаме и по две. Минатиот викенд и 3 акции ги имавме објавено. Двете беа еднодневни, а оваа сега и еднодневна и дводневна. Значи ги водиме до места кои што се лесно достапни, тури кои што траат 1, 2, 3 часа, така пониски врвови, по приступачна природа и воедно успат посета на некоја црква, на некој манастир. Оваа тура на која бевме и ние е од оние традиционалните. Се одржува еднаш годишно, секогаш во месец мај. Ние зачнавме идејата да направиме една комплетно наша акција. Значи Мак Петрол да биде иницијатор и да биде реализатор и спонзор на една акција. Еднаш годишно, ама да биде како што треба. И ја крстивме по трасата на гасоводот. Значи, тогаш тргнавме од Крива Паланка, од гасната станица, па преку Јоаким Осоговски манастирот, стигнавме до Гиновци. Тоа беше едно убаво искуство за наредната година. Повторно ја повторивме таа акција и сега, за да не биде едно лично, за да биде поинтересно на луѓето, да не речат, еве, сме биле таму, па сега што ќе правиме, рековме, ајде, истовремено и да организираме во други краишта на Македонија, да им прикажеме на луѓето, да ги однесеме таму, да видат дека и таму е убаво. Така да, третата година ги однесовме на Бистра, во Маврово, таму ја организиравме оваа акција, а минатата година и оваа година ја организираме овдека во овој преубав амбиент, според мене најубав дел од Македонија, значи Берово и Пехче. Така јас чувствувам. Дел од учесниците на оваа тура за прв пат беа во овој планински крај од Македонија. За оние поискусните ова беше познат терен. Така беше и за водачите кои беа задолжени за успешно спроведување на оваа тура. Радосав Тасевски е еден од нив. За нас планинарите, за поголемиот дел, овој предел е познат, бидејќи и порано сме биле. Мене ми ова втор пат како доаѓам на овој дел. А за голем број од учесниците, ова е прв пат, меѓутоа сепак и за нив е тоа едно прекрасно доживување, прво доживување каде што се среќаваат на вистина со прекрасна природа, еден се уште чист предел, каде што имаат можност, еве нова прекрасно зеленило кое сме сведоци овде, и жуборење на вода, да ги видат водопадите овде, кои се навистина многу убави, и да помине човек покрај нив, да им се воодушевува и да ужива во убавината на овој крај. На ваквите тури со над 200 учесници неопходно е присуство на водачи, кои се тука да им помогнат на учесниците да се движат по вистинските патеки, но и да ги предупредат доколку постојат некои опасности во текот на искачувањето. Многу е битно да се придржуваат сите учесници до одредени правила кои секојаш си постојат при движење во природа, да се внимава. Препорачливо е секојаш да се носат тие така наречени планинарски стапчиња, кои што на многу луѓе им личи помалку чудно, ама зошто мислите планинарски стапчиња, меѓутоа во многу ситуации тие се од суштинско значење многу помагаат. Затоа што било при пролизгување, губење на рамнотежа, човек со мал допир може да ја одржи рамнотежата и да се спречи некаков пат. Друга работа е што скоро секогаш пожелно да се има соодветна планинарска опрема. Гледате и сами денес, времето во неколку наврати се смени. Од сонце, облаци, дожд, помалку и град. Така што, ако сте се придвижиле малку нагоре, ќе видите дека теренот е поприлично мокар, има често пати се помини из вода. Така што ако се нема соодветна планинарска опрема, може да се навлажнат нозе, да се намократ. Меѓутоа сето тоа е во склоп на она што човек се нафатил да го доживее, да ужива во него, и тоа воопшто не е страшно. За да една акција биде успешна, битно е да се почитуваат одредени правила на однесување, а тоа е луѓето кои се задолжени за, да не речем, спроведувањето на акцијата, да се почитуваат нивните препораки. А луѓето се грижат, обично се организираат луѓе кои се на почеток, од средина и на крајот од колоната, за да сите учесници стигнат на крајната дестинација и да сите успешно се вратат на местото од каде што пошли. На оваа тура имаше учесници кои се занимаваат со планинско трчање.
членовите од планинарското друштво Макпетрол се во врвот на овој спорт во Македонија, но и на Балканот. Трајче Панковски со години трча по планини. Планинарското трчање го почнавме поактивно да го работиме од 2005 година, тогаш почна една серија на надпревари, лига на надпревари во планинско трчање. Се одржа таа година едно 9-10 надпревари и успеавме таа година баш и ние како екипа од Макпетрол да бидеме први. И кај повеќе луѓе се роди љубов за планинското трчање и во текот на овие години како што минува, се повеќе луѓе се обидуваме да ги придобиеме, да ги запознаеме со планинското трчање, дека е многу убав спорт. Трчање во природа, односно тоа се вика трейл ранинг, значи на патеки кои што во главном не се асфалт, се или макадам или тесни планински патчиња, некојаш се трча и каде што нема патека. И има разни категоризации на трчањата, значи може да бидат кратки, околу 20 на километри, потоа од 40 до 50 километри тие се некои средни и од 50 километри натаму тоа се ултрапланински трки и тие се во моментот најпопуларни. Луѓето низ цела Европа и низ светот многу сакаат такви трки со големи висински разлики кај што се бара стварно максимална издржливост и сила и ментална и физичка на тие што учествуваат. Ако временските услови кои ги имавме на оваа тура не беа по кејф на рекреативците, тие беа полн погодок токму за оние што трчаа по планина. Ние особено сакаме вака кога е променливо времето, тогаш се случуваат чудни и интересни работи. Денеска бевме 8 души, мислам или 9, во групата за трчање. Истрчавме 26 километра. Овде, како што знаете, претходните денови и денеска врнеше, да дојдени се поточињата реките. Моравме 2-3 пати да ги соблекуваме патиките за да ги прегазиме некои реки, па ни заврна дожд, па огреа сонце, ама еве, прекрасно беше. Уживавме сите. Додека дел од учесниците на оваа тура поради временските услови мора да се задоволат само со поминување на дел од предвидената рута, сепак оние поупорните го освоија врвот Ченге Кале. За крај, за сите над 200 учесници беше сготвено планинарско графче. Него го готвеше Љубица Јовевска. 15 кг беше ни потребно 3 часа. Има сос пушено и сланина. Прво пушеното го става, кромидо, у него се тоа, пипере, тие работи се стави да се вари. После на крај ги ја направа за пршката, после за пршката ја испржа сланината, се наситно насецкано. Сланината ја ставиме, а постното со мирудија исто, магданос, црн пипер, вегета и сол това. За 3 часа сето се заврши до последната фаза на запршката. Сепак, и покрај променливото време кое се менуваше од час во час, организаторите, но и учесниците беа задоволни на крајот. Ова непредвидено време, врнежливо, веќе месец дена што трае, на вистина во еден незгоден момент малце ни ја расипа забавата, али времето си е време, не можеме ништо против тоа. Секоја трета недела во мај се одржува оваа планинарска тура. Така беше и овој пат, така најавуваат организаторите и за догодина. Од прекрасните предели на Малешевијата, од Пехчевско, со жубарот на Брегалница го одјавуваме ова издание на луѓе и места. Следното го најавуваме за 7 дена, кај некои други луѓе, на некое друго место.